Според последното известување од Центарот за управување со кризи, именно сообраќајот овде на автопатот Скопје Велес се нормализиран се од 6:20 часот утринава. Именно дојава за овој одрон имаше вчера вечер некаде после 9 часот, со што од Центарот за управување со кризи информира дека овој дел од автопатот Скопје Велес, поточно пред втората патарина во близина на Сопот е затворен за сообраќај. Именно овој одрон вчера предизвика голем метеж, со што некои од возачите кои што се најдоа во овој хаос, хаос именно со цел да го избегнат метежот, се упатија кон шумскиот пат кон село Ветерница. Именно по дојавата за овој одрон и екипи на ЈП Македонија Скопје Велес се упатија овде на терен со цел да го исчистат самиот одрон. За крај овде можам да напоменам, се наоѓаме на автопатот Скопје Велес, каде што позади мене може да се забележи и самиот одрон, при што едната сообраќајна лента е пуштена во сообраќај, додека мал дел од сообраќајната лента до неа е затворена, со што може да се забележи по самите сообраќајни знаци кои што се оставени на самата сообраќајна лента. И за крај би напоменала уште еднаш дека според последните информации од Центарот за управување со кризи, сообраќајниот правец, односно пат Скопје Велес после тунелот Катланово, поточно местоста наречена Ветарско, поради овој одрон синоќа беше во прекен, а денеска утринава од 6 часот и 20 минути е целосно нормализиран за сите категории на возила. Марија, само уште едно прашање пред да се одјавиш. Од она што можевме да го проследиме на инсертите кои што одеа во позадина, додека ти го даваш овој извештај, не можеме да видиме дали се уште има градежна механизација која што работи на расчистување на одронот кој што се уште остана на дел од едната лента. Да, именно вчера вечер дојдоа екипи со цел да го расчистат овој хаос, но утринава не можеме да забележиме ниту екипи на терен за да го исчистат останатиот дел, ниту пак полициски службеници со цел да одржат безбедност во овој дел на автопатот Скопје Велес, каде што и всушност се случи овој одрон.